Близнаците Тео и Тони, Огнен и Марија Христовски и 5 деца на социјалното семејство Кочовски од вчера се на летување во Охрид. Еден ТВ, заедно со туристичката агенција New Ways of Travel, им доделија ваучери за бесплатен 7-дневен одмор во одморалиштето Златно Славече во Охрид. На иницијативата се приклучи автобускиот превозник Галеп од Охрид, кој му обезбеди транспорт од Охрид и назад. А трите семејства од вчера веќе почна и да се дружат заедно. Велат прекрасно си поминуваат. И овој одмор им представува целосно бегство од секојдневните проблеми. Денес, како и секој петок, доделивме уште едно летување на самохрана мајка со едно малолетно дете од Скопје, која од оправдани причини одлучи нејзината приказна да не се прикажува. Станува збор за мајка борец, која после подадената рака од хуманитарните организации, со нејзината упорност полека почнува да се издигнува од дното, се со цел да обезбеди нормален живот за својот син. Еден ТВ на нејзино барање не ја објавува трогателната приказна на оваа самохрана мајка, но заедно со туристичката агенција New Ways of Travel сепак одлучивме и ова семејство да го испратиме на бесплатно летување годинава во Охрид. Од туристичката агенција вела дека за нив е предизвик да усреќат македонски семејства кои не можат своите деца да ги однесат на летување. Дури размислуваат оваа иницијатива да им стане постојана пракса и за идните години. Ние би сакале да продолжиме понатаму, затоа што да усретиш, да покажеш еден добар, скромен гест е многу добро и за лично ние како агенција, а и чисто за семејствата што се загрозени да почувствуваат еден добри 7 дена, да речам, или повеќето денови во летниот период, да ги осетат како и другите што можат летниот одмор да го почувствуваат заедно со фамилијата, дали било на река, дали било на море, али во оваа година решивме загрозените семејства да им овозможиме да престојуваат во детското одморалиште на Златно Славече во Охрид. До година здравје ќе видиме, можеби ќе бидат други дестинации. Бидејќи сме во екот на туристичката сезона, дали се продаваат аранжманите и кои се најпримамливи за нашите граѓани? Оваа туристичка сезона е, да речам, разнолика, али повеќето сепак, нели, Грчка ни е тука, Република Грција, али островите се повеќе интересни, затоа што оваа година има и пакети од авионски пакети со поаѓање од Солун, и се примамливи, со примамливи цени, меѓутоа и овие екзотичните места се секогаш исто така примамливи. Друго, крстарењата исто има интерес и сметам дека можеби малце со некаков помал интензитет, меѓутоа тие што патуваат секогаш продолжуваат и се враќаат повторно за нови и нови дестинации. Се случува и самите тие да повлечат и други гости, така да, пошто се задоволни, и така да се надевам дека, не се надевам, него оваа година не можеме да осетиме дека нешто е поразлично од другите години. Доколку вие сте турист во моментов, кој од вашите пакети ви изгледа најатрактивен, односно што би одбрали? Доколку јас би била турист, сметам дека крстарењата се еден вид на патување каде што може да се посетат повеќе места во рок од неколку дена. Може би кошта малце повеќе, меѓутоа сметам дека тоа е нешто што ќе остане и има повеќе дестинации каде што може да се видат повеќе работи и би останале во сеќавање повеќе места интересни, авантуристички, повеќе. Не сметам дека тоа е подобро да се одбере отколку некоја дестинација каде што за истата цена би престојувале во хотел и секој ден би било нешто малце повеќе помонотоно од крстарењето каде што ќе се видат повеќе работи. Праксата што покажува, се продаваат ли доволно тие крстари? Да, се продаваат. Еве сега мислам дека и кажавме, во ноември имаме веќе готова затворена група што ќе оди према Малезија, Сингапур, па ќе видиме. Здравје. Се спрема и друга група, меѓутоа нека остане во тајност. Хуманата акција на еден ТВ и туристичката агенција New Ways of Travel продолжува понатаму.
Ова лето одлучивме дека наша мисија е да предизвикаме уште некоја насмевка и радост на уште повеќе детски лица.